Кога ќе ме прашаат која е мојата најголема мотивација во животот, јас секогаш без размислување одговарам дека тоа се моите деца. И секако, голема е и мојата грижа за нивната иднина, нивното здравје, нивната сигурност и нивното образование. И знам и сигурна сум дека оваа грижа ја има секој еден родител за сопственото дете. Почитувани, иднината на младите во Македонија е ставена на коцка, а нивната сегашност не е воопшто она што едни млади луѓе го заслужуваат, како млади луѓе кои што знаат и сакаат да вложат во својата сопствена држава. И затоа, изминативе 3 години, заминувањето на младите од Македонија воопшто не запре, туку напротив. На списокот на млади кои што си заминаа од Македонија има различни имиња, како Александар, Аднан, Мухарем, Петар и така натаму. На овој список имињата се различни, но има едно нешто заедничко, а тоа е дека сите овие млади заминуваат затоа што не сакаат да живеат во држава во која неправдата стана закон, а криминалот единствен клуч за успехот. Затоа, како родители и како политичари, треба да искористиме нашата мудрост и да ставиме стоп на ова заминување на младите од Македонија. Треба младите да ги задржиме тука и нивната креативност и нивната визија да ја искористиме за еден ден тие да ја градат иднината на Македонија. Еден ден тие да бидат оние кои што ќе се гордеат со својата држава, со нејзиното знаме, со нејзината химна и со нејзиното име. И да, обнова е неопходна на Македонија, а секоја обнова започнува со и од младите. Затоа се обврзувам во името на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Позади мене стојат од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Сите ние се обврзуваме дека ќе ја градиме иднината на младите заедно со нив и дека ќе ја измениме, односно обновиме нивната сегашност. Затоа на 15 јули сите заедно масовно ќе излеземе и ќе го заокружиме бројот 14 за обнова на сегашноста и креирање на подобра иднина за младите. Млади во Македонија, не заминувајте од земјата, туку нека замине власта од оваа земја. Ви благодарам.